Почитувани мои, добар ден. Стартуваме со новото издание на Црвена линија. Цунами од вработување во ОСМ. Државните електрани ќе вдомат над 500 лица. Огласите во весниците опишани низ 6 страници. Се бара кадар за Осломеј, Рек Битола и за ХЕЦ Црн Дрим Струга. Се трага по хигиеничари, хаусмајстори, курири, возачи, технички секретари, па се до инженери, електричари и сметководители. Платите различни. Во зависност од позицијата се движат од 30.000 па до 60.000 денари. Се бараат лица и со средно, но и со високо образование. Зошто токму сега ЕСМ има потреба од толку голем број на работници, но оттаму нема одговор. Паралелно се полни јавниот сектор. На сајтот на Агенција за администрација има огласи за стотици нови вработувања. Се бара кадар за во јавните предпријатија, министерствата, во Агенцијата за странски инвестиции, во Агенцијата за примена на јазикот, а дузина огласи има и за вработување во општините. Но најсреќен ќе биде оној кој ќе влезе во АЕК, каде се нуди плата од 90.000 денари. Интересно е што ваквите огласи се јавуваат токму пред избори. Министерот за информатичко општество Алиу, во кој исто така се бара кадар за работа, не ги поврзува вработувањата со изборите. Околу бројките не даде изјава, бидејќи бил на пат, но смета дека вработувањата се поради тоа што голем број луѓе одат во пензија или одат во приватни фирми, па има потреба од вработување. Пред избори, ври од огласи за вработување во јавниот сектор. Реална потреба од кадар или предизборни вработувања? Тоа ќе биде првото прашање до вас, а се разбира, имаме и уште прашања. Се подготвуваат ли според вас нови работни места за лепачите на плакати? Ке се намали ли некогаш администрацијата, а како што ни и препорачуваат од Европската Унија? Секако тука ќе ве подсетам дека имаме и прашање плюс, кое што е дел од Instagram Story анкетата. Кликнете веднаш на Instagram, заследете не и дајте го својот одговор. Еве што ве прашуваме таму. Како до мала и ефикасна администрација? Имате две опции за одговор. Под А – никако и под Б – со магија. Соодветно на вашиот одговор кликнете на него, а во проценти ќе ги соопштиме и резултатите по рекламите. Секако тука ќе ви укажам и на тоа дека можете оваа дискусија да ја продолжите и по завршувањето на Црвена линија, секако преку коментари, лекнувања, шернување и тоа на Facebook Црвена линија, профилот на Телма телевизија, каде што ја објавуваме темата, и на Твитер. Но многу драго ќе ни биде, се разбира, со директното учество во Црвена линија. Па во продолжение одиме со прилогот на Ирена Чачкова, а веднаш потоа почнуваме со вас. Како и министерот за информатичко Алиу, така и премиерот Ковачевски негира дека објавените огласи за вработување на над 500 лица во ЕСМ, но и во остатокот од јавниот сектор се поврзани со изборите. Вели тие се далеку и сигурен е дека овие вработувања се за да се пополнат потребните работни места. Денеска се огласија и од ЕСМ. Од компанијата велат дека од 2020 година до сега бројот на вработени се намалил за 1190, од кои најголем дел биле од позициите во производствениот процес, а малкумина од административниот дел. АД-ЕСМ има најголема потреба од вработени во производствениот процес и останат помошен персонал. Токму затоа над 87% од огласите за вработување се однесуваат токму на ваков кадар. Само 12% се однесуваат за работни места во административниот дел, но во функција на производствениот процес. Дел од познавачите пак велат ако имало поголем одлив на кадар, зошто тоа го дозволиле и зошто за нови вработувања се чекало до сега. Она што е видно е дека бројот на работни места за кои се објавува оглас одеднаш одстапува од досегашниот тренд на ниво на цел јавен сектор. И треба да се запрашаме ако имале поголем одлив, како го дозволиле, како не го забележале, како не ги распределиле вработувањата, да одат порано, зашто се чекало до сега. Според Гоцевски, огласите се отворени, но прашањето е дали воопшто ќе се најдат потребните работници.
Огласите на ЕСМ се опишани низ 6 страници во весниците. Се бара кадар за Осломеј, Рек Битола, за ХЕЦ Црндрим Струга, но со оглед на тоа дека според планот за енергетска транзиција, термоцентралите треба да се исклучат до 2030 година, а од кадарот за работа ќе нема потреба, се отвара прашањето за што ќе служат новите работници и што потоа ќе се случува со нив. Освен во ЕСМ, се бара кадар и по министерствата, јавните предпријатија, агенциите. А по прилогот на Ирена Чачкова на потек сте вие. Верувам дека многумина од вас ќе дадат одговори на следниве прашања. Реална потреба од кадар е според вас или предизборни се овие вработувања? Се подготвуваат ли нови работни места според вас за лепачите на плакати? И според вас најважно ви се чини ли дека никогаш ќе се намали администрацијата како што и ни препорачуваат од Европската унија? И како според вас до ефикасна администрација? Дали никако или со помош на магија? Или може би трикови? Како и да, вие ќе ги дадете одговорите и да видиме дали веќе го имаме и првиот гледач на 023070005. Напомена, драги мои, намалете го секогаш тонот на телевизорот, откако ќе ве прифатат во режија и ќе ве вклучат директно во црвена линија. Ако сте подготвени, подготвена сум и јас. Добро вечер. Дали се слушаме? Најверојатно има молку од другата страна, како и да е, ќе ве потсетам секогаш да имате во предвид дека побарувачката е голема, значи со оглед на тоа што има голем број на јавувања, она што е најважно, ќе мора да потсетам барем тоа да го искористиме времето пред да се вклучи првиот гледач, намалете го целосно тонот на телевизорот од проста причина да не ви се создава чувство дека некој е пред вас, да немате чувство дека воопшто сте вклучени и секако јас и вие одлично да се слушнеме. Значи, веќе потсетам, верувам дека знаете по она што го поставивме како тема дека врие во моментот од огласи за вработување во јавниот сектор. Па што ќе каже првиот гледач, ќе слушнеме. Добро вечер. Добро вечер. Секој е добро, во црвена линија сте? Видите на, јас кога велам дека на оваа власт секогаш и честитам кога ќе се јавам, затоа што знае да го манипулира прво народот. Да го лажи за Европска унија, па и не знам зошто за ефтини струи, од една страна му дава ефтина струја, од јануар ја зголемува 27%, затоа јас ја величам ова влада заради тоа што чудајќи се себе си прво како глупи, ајде ќе речам добре. Истото ова, сега дава пакети за пензионери, сега вработува како до сада не требале, одеднаш 500 луѓе, се е јасно зашто и како е. Меѓутоа, и со џаоло да се фатат, овој пат ќе паднат. Така се сеќавам, беше ко требаше да падни СДС 98-2002. Магар е ВМРО да врзеше за Бандера, за него народот ќе гласаше. Заради тоа што виде една мака, така и сега. Се е јасно зашто има вработување, зашто реков пензиите, зашто струите, зашто ова. А од другата страна ви реков го зема. Сеќаринска сега ја че воведам е пикна телевизијата во нафтата. И шо сега? Ама затоа реков начекале прост народ и затоа му честитам, ако е паметен ќе излези на улица и ќе ги турни. Не треба повеќе мислење. Благодарам многу за јавувањето и тоа што го пробивте мразот во ова издание на Црвена линија. Слушнавте што каже првиот гледач, па еве да видиме што ќе каже следниот. Добро вечер. Здраво. Јас ќе ве замолам многу погласно од ова. Здраво, здраво. Здраво. Според вас како до мала и ефикасна администрација, никако или со магија? Само Владимир Путин ако дојде овдека на овие простори, тогаш ќе се среди таа администрација. Значи само Владимир Путин. Све додека сме под амерички протекторат овдека, тори не сме протекторат, ние сме окупација америчка, вака ќе биде. Јас сум, нели? Да, ве слушаме. Добро, ја викам да не некој друг збориот и телевизорот ми е намален за тоа. Да, ја ве слушам. Може само уште погласно, е тоа признава. Па, не знам уште да се качам на телефонот. Не знам што да направам. Значи, види, вака,
ЕСМ како фирма ја погреба на времето Шекеринска ја погреба ЕСМ. Го направи бомбона бизнисот и се створи ЕВН. Која воскресна ЕСМ не знам, али во владењето на оваа власт е воскресната ЕСМ. Значи, видиш, можело мртвите да се враќаат меѓу живите. Значи, оваа фирма не треба да постои. Еве ги имаме МЕПСО, имаме ЕЛЕМ таму, како ги викаат све. Ова е уште една фирма ламја за лапање државни пари. Ништо повеќе освен вработување партиски војници и депачи на плакати. Така да, ова е штетна работа што се дешава, а струјата ти ја накачуваат и на сметка на тие 20% ти ги исплаќаат. Благодарам за јавувањето. Подсетување само еве за останатите да виде 10 секунди е време трејњето. Продолжуваме. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер, велам. Добро, јас ќе се префрлам на Твитерче, очигледно денес ќе треба и да бидете и малку погласни со оглед на тоа што најверојатно таква е состојбата со линиите. Како и да е, ќе почнеме со твитот на Олабаен, кој што на Твитер напиша: Електрани на Северна Македонија, ЕСМ распиша огласи за вработување на над 500 лица. Под звездечка ДУИ вработува. Па со оглед на тоа дека вриот огласи за вработување во јавниот сектор, дали според вас ви се чини дека ова е реална потреба од кадар или само предизборни вработувања? Дали некогаш ќе се намали администрацијата, барем онака како што тоа ни препорачува Европската унија? Добро вечер. Добро вечер, Тинче. Добро вечер, секој е добро? Вака да ти кажем. А докато се изиграват с народот, мене ми чудно. Ово е стварно, одека ги најдоа саковија народ свет, испобегаа и со надеја и сакни текнало ќе примат работници. Тоа е само партиски. Ја бар очи сам ми виделе, 20 души примат без, мислим, пред избори, тие ги отпуштат, па други примат, па имаш едно место, ајде да не зборим за мој човек, да го земат у пожарно. Не, ја ти ги отпуштам. Дојде другиот градоначалник, 10 души прима. Само се изиграват со народот, како не ги е срам, одека овие работни места, кои... Ово е стварно изигравање со народот. Докато не знам што мислат стварно, народот треба ли пасеве, па дека ќе ги примат, што ќе работат, оно е препуно више. Отпуштат, еве све штрајкови гледаме, ово и они ни текнало сак пред изборите, вработуваат толку души. Стварно не знам, овој човек не може да биде паметен што мислат овие у владата. Тој не се никакви домаќини, тој само гледат за нивни джепови пуни, нели ги гре за народот, да се испобега, еве празни куќи, народ плаче, пишти, старци, нема кој на чаша вода да ни пружи. И они ќе примале толку души. Само види се очевидно дека бар да не го залажуваат народот. Тинче, биди жива и здрава и среќен денешниот убав празник. Така, денес е Свети Никола, веќе... Да, и поздрав. Заедно со вас, добро што и напоменавте, да не заборавиме и како редакција Црвена линија, секако да им го честитаме и менденот и денот кој што го слават сите оние кои што го чествуваат Свети Никола. Ние се навраќаме на нашата тема, време е да вклучиме и нов гледач. Добро вечер. Добро вечер од Рачинова. Голем поздрав до вас. Па според вас има ли реално потреба од волкав кадар? Да, пред све да користам прилика да им честитам Свети Никола на тие кои слават иман ден. Благодарам на многу. православна, да, на вероисповед. Дај Боже да бидеме посвесни, подобри, помили и да ги онадиме ракавите и да работиме. Сега приликата, сега гледам оглас, има оглас, па зашто ова влада сега пред избори или после избори и за време на избори. Вака, важно нека ги прима ако може да ги најде. Не е битно дали ќе има избори или нема избори. Нека ги прима ако може да ги најде, затоа што цела Европа, дури и Азија и Дубај се исполнило со нашите македонски млади кадри.
кај ќе ги најде? Знаеш дека 3 месеци траеше конкурс за 500 полицајци, не може да го исполнат квотата, никој не сака да иде. И тој кој е тука не сака да иде, затоа што знае дека на прва мета се полицајците, за било што полицајците се криви, а на прва мета се тие. Емо, да не правиме ние ова влада, она друга. Она предходната многу убава беше, разбираше, таа убавина стана инвалид. Емо, важно нека се прима, нека работи, да се развие ова мала држава колку останавме во тоа. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Продолжуваме секако со вас. Добар ден, добро вечер. Да, добро вечер. Поздрав од убавиот Буковиќ од Костарај. Дали се слушаме добро? Ја одлично. Добро, повелете. Вака се, лично како претходниот гледаш. Малку погласно ве молам. Малце поинаку јас ќе зборам од другиот гледаш. Па секој ќе си гледа тина за свој. Ако беше ВМРО да помане на власт, си гледаше за своите членови. Сега е седа, само ќе си гледа за своите членови. Многу јасно. А лошо беше за време на Југославија, што секој за својот роднина гледаше. Немаше партиски, тогаш партијата диригираше, но затоа тогаш апсолутно многу мал број имаше од албанската националност вработување. Сега има партиски сите се, ево, тоа е тука е други партии, вработување, тоа што е на власт, си браво. Се нема љуѓе што е тука. А сега колку ќе имат плати, не знам. Знам дека во ЕСМ имаат големи плати. Така имам слушал тоа, колку што е појма, немам. Меѓутоа нека име со среќа, ајде искористам шанса сега. Свети Никола да им го честитаме сите Николовци во Македонија, од православните и дали ќе ве добијам, не знам, новогодишните празници и познike, се да им честитам на нашите гледачи и сограѓани. Благодарам и поздрав. Благодарам и вам и поздрав до вас секако, но продолжете да не следите за да слушнете што ќе одговорат и кажат ни своите ставови останатите гледачи кои што ќе ги вклучиме. Ако имаме гледач, ќе дадеме предност секако на вас. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер, во Црвена линија сте. Добро вечер. Добро вечер, еве, има ли реално потреба од волку многу нов кадар во јавната администрација? Јас сакам нешто друго да кажам. Од 2002 година, ако се повозрастни малку ја памтите 2002 година, кога дојде ВМРО на власт. Септември и октомври примија некаде околу 850 души во електростопанство. Исто овака пред изборите. Изгуби ВМРО, мај и април кај беше сите тие беа отпуштени. Само тоа, ако може да го пренесете на гледачите, добро, ако не, пријатно, јас се откажам. Не сега да ви дадем време повеќе. Добро, благодарам многу. Секако она што ќе го кажете во рамки на своите 90 секунди од излагањето го слуша јавноста, така да се што ќе биде кажано во етерот со цел нормално да не биде навредливо, тоа правило останува или потреба на погрдни зборови, алудирање на насилство, инаку останатото во однос на тоа што сакате да предочите ќе го слушне јавноста. Инаку, еве ќе ве навратиме наназад на една вест од 8 декември 2023 година, каде што беше укажано на тоа дека ќе се забрани вработувањето преку агенциите за привремени вработувања во јавниот сектор. Всушност, на оваа дата, владата на Северна Македонија на 204-та седница на предлог на Министерството тогаш за информатичко општество и администрација усвои 5 закони за реформи во јавната администрација и дигиталната трансформација на државата. Еден од нив е и законот за јавниот сектор, која регулира постапката за вработување во институциите од јавниот сектор и го опфаќа образованието, здравството, администрацијата, локалната самоуправа, културата, судството, трудот и социјалната политика, како и транспортот и низа други институции. А ние денес се соочуваме со вриење од огласи за вработување во јавниот сектор. Добро вечер.
Ало, добро вечер. Во црвена линија сте, повелете. Па преска на вестите го видов одговорот на ЕСМ во врска со прашањето зошто толку сега се вработуваат, оправдувањето е 1000 и кусур напуштиле, меѓутоа видов дека и таму дека од огласите 80 кусур % биле за помошен технички персонал. Сега ако земете дека во администрацијата има превработеност која треба да се реорганизира, се прашувам зошто нови вработувања, зошто не се повлече согласно законот за превземање од технолошкиот вишок од администрацијата, непродуктивните да се префрлат во ЕСМ како помошен технички персонал, бидејќи таа стручна спрема се бара, не се бара електроинженери како што видов ја таму, туку се бара, они самите изјавуваат дека 80% се помошен технички персонал. Тогаш чему нови вработувања? И парадоксот да биде поголем. Здравството гледаме со години бара вработувања, се тактизира од Министерство за финансии, а видите на ЕСМ преку ноќ му се одобруваат 500 вработувања, 550 вработувања. Па си би сакал да ги прашам ти од Министерство за финансии, дали е тоа нормално и што е побитно во овој момент? Да се пополнат здравствените побарувања на здравствените установи или да се попълни и онака веќе превработеноста во ЕСМ или во МЕПС, да ги прашам. Што е поприоритетно за оваа држава? Пошто ти знаеме дека и здравството доста се обсипа со персонал и доктори и сестри и било што. Дали ме разбирате? Што е поприоритетно, сакам да ми одговорат. Благодарам многу за вашите одговори во ова издание на Црвена линија. Продолжете да гледате. Добро вечер за следниот гледач. Добра вечер, Библиска Македонија, на помош Свети Николај Мирликиски, чудотворец, честити имиња, честити слави, здрави, живи. Така, нека е за многу години на сите оние кои што го чествуваат денешниот ден. Сега за вработувањава да кажам дека има разлика ако ВМРО вработи лојален државјанин на Македонија, која сака Македонија, и има разлика ако СДС вработи свој член кој поднесува и поддржува било какво предавство кон Македонија, менување име, менување знаме. Но ајде да се навратиме, според вас дали има реално потреба од ваков кадар, ве молам? Нема потреба, значи нема потреба кадар пошто има премногу вработи, значи јас на темата зборувам, значи има разлика, значи ако се дали во Америка би вработила таа држава човек која мрази таа Америка, кој е душман на таа Америка, сигурно не би вработила така. Таму нема да земи, нема право, значи, ако не знам, германски јазик или во Германија. А кај нас овдека, ако си македонец за Македонија, ќе те бркат од работа, ќе те стават и в затвор, но ако си душман на Македонија, ќе имаш и функција, и министерска функција, и многу привилегии. Тоа ми е зборот. Значи, зборувам за вработување, дека нема исти арши. ВМРО отвораше фабрики, направи економија, стабилност, држава направи. А сега овие вработуваат бадјалчи, а фабрика уништија, што би рекол, нали, овој предмен од СДС, банкрот и направи Македонија во стичен е Македонија, а вработува. Благодарам за јавувањето. Одиме понатаму. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, Тино. Секој добро во Црвена линија сте, па и ве според вас постои реална потреба од волку кадар или ова ви се чини се предизборни вработувања? Прво вас да поздравим, телевизија Телма и сите вработени. Благодарам. Никола, а најмногу поздрав на тутунарите. Сега ќе требаше на 1 ноември откоп, нема на 15 ноември, нема 1 декември, нема, значи празниците без пари. Сега 4-5 илјади ако земат бајта тројца, стави данок, стави пенско, стави здравство, колку пари има, значи прво им го честита на нив. А и на телевизиите на некој им честитам, што ни збор не кажа за земеделието. Иако пчелица е 30 години 8 дена и 10 денара, сега ќе кажам за ово си нормално ќе има. Јас имам мерах и мене да ме прима тамо, зошто да работам тутон? Па не сум будала, за 3000 евра цела година да работам. Кој ќе платам пениско за стан, говорам за себе, не фамилијарно. Кој ќе земам 3000, што прво да платам пениско, здравство, да јадам, да пијам, не. Бидејќи ние сме научили само на лепи вода да јадеме, туку ова се е вработување, ова не е прв пат. Па сега е шанса се вработат овие нивните лајкачи што ќе лаат сега за изборите, што ќе лепат на лепите, што ќе тепат и луѓе, што ќе не прават сите кучиња бесни. Значи ова, па Джабрие направија македонци суидитет,
Значи, пред тоа не бевме македонци, значи пред тоа бевме Бог знае кој. И сега ова влада ни направи македонци, значи Заев ни е татко. Дали сега Заев ќе ни купи по костюм барем за празници? Нели ние сме негови деца, тој не нас направи македонци, не направи со идентитет, до сега бевме без идентитет. Благодарам многу за јавувањето. Имајте во предвид дека станува збор за 90 секунди, а секако додека траеме никогаш не дозволиво да повторно го завртите нашиот телефонски број. Добро вечер. Ало, добро вечер, Тина. Добро вечер, драго ми е дека ве вас одлично ве слушам. Па, кои ќе бидат вашите одговори? Според вас постои ли навистина волку реална потреба од овој кадар или ви се чини дека се само предизборни вработувања? Пред се да ве поздравам, па да се изјаснам. Благодарам. Моето размислување. Јас не застанувам, верувајте ли, некој ќе каже дека позади некоја партија, не. 2006 кога победи Никола Груевски, преку околу 180.000 административци се ги запозни своите војници. Меѓу кои бев јас, ама не бев работен. Верувајте ми дека ја бев. Не е битно. Па нормално е дека сите тие лепачи што ги викаме ние и што трчаат по партии, сакаат некој интерес. Тоа е партијата, таа е агенција за вработување. Ние немаме државна агенција за вработување, партијата е. И најдобар потез му е, ја мислам, на Ковачевски да си ги вработи, зашто овие изминати 7 години они не запослија никого. Никого. Јас знам, во општина Гостивар на Патарина има 30 активисти работаат со договор на дело, без решение. 7 години активисти на СДСМ. Верувајте, па нормално тие трчаат нив. А што сега да им остават на патриотиве? Како тоа? Во нивно време ќе ги вработат тие, па ако има во нивно време ќе се ги вработат другите кои ќе дојдат. И во право е. Нема што, во ЕСАМА има истина 800 им работни места. Нека си ги стават нивните членови и така членството ќе си го има и така ќе дојдат до победа. Благодарам многу и вам за јавувањето во црвена линија. Гледач, ако имаме, продолжуваме со него или со неа. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер, во црвена линија сте. Зоре Прсана од Демирки се родени Наковци. Голем поздрав до вас. Тина, поздрав до вас и до емисијава се јавувам јас. Почепати на црвена линија, не на забратина телма, на црвена линија. Па ќе ве чекам денес и на завртина телма секако. Поканата е отворена. Добро, фала многу. Ќе покушаме да ватиме врска. Да ти кажам, Тина, една работа околу овие вработувањава и околу овие политички игри. Само едно, нема да го потрошам цело време, ќе ви кажам на тој талета од Прилеп, јас го познавам лично, ќе го молам да се сретниме некаде и да направиме муавет, оти не се прави држава ако се мрази една или друга партија. Јас не сум партиски многу, нико не СДС, нико на ВМРО, јас сум обичен граѓанин, меѓутоа, тоа на напаѓање на некои и непотребни работи, веќе одвратен стана човекот. Се извинувам. Да не го навредуваме, знам дека може би ви иритиран, но секој има право да си го каже својот став. И исто Николче Петрески од Кичево и со талета не можеме да бркаме работа. Ете, ќе се договорите на кафе, ќе се смирите, ќе се запознаете, а во однос на тоа како до мала и ефикасна администрација ви се чини дека никако или со помош на магија? Точно со помош на магија, Така го дадовте и одговорот кој што е поставен, секако и веќе посетам да не заследите на Инстаграм. Секако таму е поставено токму ова прашање како до мала и ефикасна администрација. Имате две опции за одговор под А, никако, и под Б, со помош на магија. Јас ќе додадам можеби и трикови. Ќе видиме што ќе одговори следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во црвена линија сте. Срекни празници. Ве слушам. Срекни празници. Така, нека е честит Свети Никола на сите оние кои што го празнуваат денес и нека им е вечно името. И на сите нека им е вечно името, што слават. Сакам за работата. Да ми немаше на 8 декември, мислам дека беше тоа дека нема запослување пред избори.
А они сега, и тоа гледате каде запослуват. Запослуват СМС, СМ? Запослуват за контролори, тражат тамо кај што има големи плати. А зашто не ги запослат од приватниот сектор? Нека тражат тамо, нека ги запослат од приватни сектори. Тамо нема веќе работници. Зашто не запослат од земјоделие да тражат работници? Земјоделието пропадна. Немаме ни земјоделие, ни пошти, ни железници, немаме ништо. Се е запустено и полијата се запустени. Нека тражат тамо, нека најдат начин како да ги запослат луѓето, а не само таму у администрација. Пренатрупани сме. Да ви кажам пример, сиде у собрание кај нас, не е важно кој град, седем на прозора и пуши цигаре. Саат време ја чекам пауза да и помине. И после викам, каде е таа особа? Па јас сум. Па шо стоеш на прозора? Па застани, дојди, праши шо ја чекам цел сат. Нема услуга. По 3 седат на едно столче. Ја не сам да се запослат, нека се запослат, ама како шо треба да ги запослат, а не се слуги на партиите. Слуги на партиите. То се... Благодарам ни на вам на вашите одговори. Одиме понатаму. Добро вечер. Добро вечер, јас сум, мислам така? Да, ве слушаме одлично. Вака, сакам најпрво да му го честитам празникот на сите кои што го слават денешниот ден, посебно на Прилепчаник, затоа што речи си да нема фамилија во Прилеп што не го слави овој празник. Така е, јас еве од редакцијата на Црвена линија и во моје име и на сите од Прилеп кои што денес го чествуваат Свети Никола и го одбележуваат својот имен ден слава, им го честитам, им посакуваме, се разбира, многу здравје, среќа и берекет на животот. Благодарам. Вака, сакам само кажам нешто многу кратко. Пред неколку гледачи, двајца или тројца од гледачите, кажа дека ги оправдувале партиските вработувања затоа што секоја партија која си идела на власт требало да си вработува нивни луѓе, а останатите да си се снајдуваат, едноставно кажано, како знаат и умеат. Сакам само да им порачам малце да го клучат мозокот и да размислат што зборуваат и дали такво размислување води кон добро за нивните внуци, правнуци или синови керки. Или пак тоа е дел од причините заради што младите се заминуваат од држава. Според вас никогаш ќе ни се случи да дојдеме до мала, но ефикасна администрација? Никако? Никогаш. Со овој менталитет што моментално го имаме, никогаш. А со магија може би и трикови? Така да. Така да. Во ред, благодарам многу за одговорите и еве поздрав до прилепчани, бидејќи гледачот ни откри дека во Прилеп најголем дел од населението токму денес го чествува големиот ден Свети Никола. Но ние продолжуваме со нашата црвена линија. Добро вечер. Добро, ќе продолжиме тогаш со Твитерџи. Секако, еве ќе продолжам со твитот на Ото Фицк, кој што го има напишано следново. На толку огласи за вработување деновиве, уште ја останав невработен у Македонија. Па според вас, драги мои, со оглед на тоа дека вриот огласи за вработување во јавниот сектор, дали е тоа реална потреба од кадар или ви се чини дека станува збор за предизборни вработувања, како и дали никогаш ќе имаме мала, но и исклучително ефикасна администрација? Како до неа? Никако или со помош на магија? Добро вечер. Ало. Добро вечер, во црвена линија сте. Добро вечер. Повелете? Јас сум на линија. Да, ве слушаме, повелете. За многу години денешниот ден Свети Никола. За многу години? И јас сум Никола, да си да честитам и самиот себе. Јас ќе ви го честитам, не пред вие да си честитате, јас во името на нашата редакција ќе речам нека ви е честити денот и вечно името за многу години. Хвала, бидете живи и здрави. Вака да добивам, кој што вртам на црвена линија, да добивам на заврти на Телма. Ама за тоа потоа. Јас ве чекам денеска. Ме чекате, ама ајде, Белки ќе ми се посреќи. Ке се посреќи. Така. А шо мислите никој народот, шо мислите во ред Битола, ако им треба помошен персонал, копачина јаглен,
дека тие лежат, се излежуваат. Тие работат по 12 сата од 6 до 6, дневна смена, или ноќна смена од 6 до 6, од 18 часот до 6 наутре. И си одат луѓе у пензија. Си одат, може, други работни места. Тешка е таа работа. Кој не бил таму, не знае. Сега имало пак. Нели сме ерата на дигитализација. Нели треба и IT стручњаци, нели треба инженери. Така, големо благодарам за одговорите во црвена линија. Уште еднаш нека ви е вечно името и се разбираме вечерва доколку и славите со најблиските и пријателите. Еве, ви честитам и посакуваме се најдобро од редакцијата на Црвена линија. Дојде времето за реклами, а по рекламите и резултатите од Instagram Story анкетата. Во овој дел е време да ги соопштиме и резултатите од Instagram Story анкетата. Исто така, уште еднаш да ве посетам, следете на Facebook Црвена линија, профилот на Телма телевизија, на Twitter и еве овде на Instagram. На Instagram Story, на прашањето како домала и ефикасна администрација под А никако и под Б со магија, под никако, односно под А, одговорија 64%. А со магија одговорија 36%. Овде останува, се разбира, да ви се заблагодарам на сите вас, не само оние кои што не гледаат, туку и оние кои што директно учествуваа во овој издание на Црвена линија. Меѓу многумина од вас укажавте дека вложувате многу труд и напор и така треба да продолжите и да бидете упорни. Ова искуството го потврдува, за да се разбира токму вас од Црвена линија. Еве, ќе откријам со најголем кејф, ќе сакам да ве слушнам и во заврти на Телма. А за многу кусо време на менито ќе биде и главната награда велосипед, кој редовно следи. Знаеме дека сме полни изненадувања, така да тркалото може да се наполни со многу други големи награди. Јас секако ќе го направам она што секогаш го правам, а тоа е вашето учество да биде многу полесно во квизот. Забележете ги овие прашања. Како се нарекува гласовната фигура со која се имитираат звуците од природата и животните? Кој британски актер го глуми комичниот лик Мистер Бин? Од која песна на Тоше е делот Што е тоа во луѓето тажно, што живеат во животи туги? И со 17 милиони квадратни километри, која држава е најголема на светот? Точните одговори ќе ги кажете секако во квизот, а денес ви велам, имаме велосипед, но и многу изненадувања кои што ќе донесат многу големи награди. Се слушаме и гледаме за кратко.